Изолирани и без можност за патување во земјите од Европската Унија се македонските граѓани кои не добиле вакцина што ја признава Унијата и единствена можност за влез се ПСР тестовите. Советот на Европската Унија препорача ублажување на ограничувањата за незадолжителните патувања, но само за тие што примиле вакцини одобрени од Европската агенција за лекови, а од СЗО за итни случаи. Олеснувањето вклучува и добра епидемиолошка состојба на земјата. Всушност, во пракса, секоја земја од Европската Унија сама одлучува кои вакцини се прифатливи, наместо да имаат заедничка здравствена политика. Од тука црвеното светло е за земјите, меѓу кои и Македонија, кои не успеа да набават доволно западни вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Цела оваа измината недела се вакцинираше со вакцините на Pfizer и овие луѓе зад мене се среќни што ја имаат таа привилегија да можат да патуваат. Во поликлиниките и во останатите центри во државата се даваа вакцините на Sinopharm. Граѓаните кои се вакцинираа со Pfizer се надеваа дека и останатите вакцини ќе бидат признаени во Европската Унија за луѓето, може би и некој од нивното семејство, кои ја немаа оваа привилегија да можат слободно да патуваат. Се сложува, меѓутоа мислам дека полека мерките се олабавуваат практично по цела Европа и дека и Спутник и Sinopharm и сите други вакцини кои што не се признаени од ЕМА ќе бидат внесени во листата. Па добро, се надеваме дека и тие ќе ги признаат со тек на време, така да за сега се тие што се признаени. Факт кој што е во моментов пласиран, не знаеме понатаму што ќе биде, не ја знаеме како ќе работи Pfizer вакцината, како ќе работат и функционираат и останатите вакцини. Можеби ќе се покажат тие поуспешни, па повеќе ќе дадат со нив да се патува. Значи не треба да ги подценуваме, се Европска Унија тоа што го кажала, од некои нивни приватни причини го кажа. На прагот на летото со ваква политика може да пропадне и туристичката сезона, особено што туристичките работници не се вакцинирани и не влегоа во приоритетните професии. Имаме големи проблеми лично ние како туристички агенции, како раководители на туристички агенции кои што треба да ние лично да патуваме, да склучуваме договори, сме оневозможени поради каснењето на вакцините пред се, со тестови досега и со тестовите имаме проблем. Имаме проблем со летната сезона, меѓутоа нема многу да изгуби Македонија, бидејќи нашите туристи не патува премногу во летниот период во земјите на Европската Унија, освен Италија и Шпанија. За Турција најмногу има интерес кај нашите туристи, за таму до 1 јуни сега до крај на мај треба со тестови, меѓутоа се надеваме дека од 1 јуни за Турција ќе се ослободат вакцините и тестовите, ќе бидат без тестови, без вакцини, значи меѓутоа за нашите патници за Грција имаме голем проблем. И за нас нормално како собственици на туристичките агенции, не само што треба да вадат тестови или да имат вакцина, него посебен проблем е и децата дека треба да се да имаат тестови. Моментално се многу скапи тестовите. Но не е само туризмот, ограничени се деловните и приватните патувања и сето тоа ги става граѓаните кои немале можност за некоја од вакцините што ги признава ЕУ во подредена позиција. ПСР тестовите кои треба да се прават 72 часа пред патување се скапи и го оптоваруваат буџетот. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека ветувањето од Брисел било дека ќе бидат признаени сите вакцини од Европската агенција за лекови и СЗО, но на листата за проценка и одобрување на ЕМА веќе 2 месеца чекаат руската на Спутник и кинеските на Sinopharm и Sinovac. Во меѓувреме, Австрија се издвои, ги ублажи мерките, но само за 12 држави, чии граѓани ќе патуваат со ПСР тест, потврда за прележан ковид или примена вакцина. Рампата остана спуштена за Македонија. Иако најавата не беше така, еве сега гледаме такви примери. Навистина не знам како ќе биде во иднина политика, се надевам дека ќе имаат еден унифициран став. Имате ли некои разговори на повисоко ниво
со Брисел, со некоја од другите држави од Европската Најавите од унија? Брисел беа дека ќе се признаат сите вакцини кои што во моментов ние ги имаме. Ова одлука на Австрија дојде после тоа. Со Грција се уште може да се патува, така беа најавите и така и се случи со сите вакцини кои што се на располагање. Така да нема официјална најава дали ова е индивидуална одлука на Австрија или ќе значи промена на ставот на Европска унија. Последните информации беа официјални преку еврокомесарот, беа дека ќе може со сите. Ќе видиме дали ќе зазема некаков поинаков став, а ставот нов на Австрија. Тоа е дискриминирачка политика, вели аналитичарот Петар Арсовски, кој се надева дека под притисок на туризмот државите ќе попуштат. Тоа е секако една дискриминаторна политика, меѓутоа не ја споредуваат сите земји на Европската унија. Например, Грција дозволува патување со било која вакцина. И мислам дека притисокот во туристичката сезона која доаѓа ќе ги натера голем дел од земјите членки на Европската унија да го ревидираат, да ја ревидираат таа своја политика, бидејќи поради недоследностите во ковакс механизмот и во солидарниот механизам кој го воспостави ЕУ, многу земји кои граничат со ЕУ не беа во можност воопшто да имаат пристап до вакцините кои во моментот ги има одобрено СЗО или ЕМА. Така што тоа ги става тие граѓани во незавидна положба, односно во подредена ситуација, па и земјите, ако сакате, бидејќи немаат пристап доволно до вакцини, и им го отежнува патувањето на една нееднаква основа. Сепак јас се надевам дека најавите на Европската унија за целосно отворање на границите за вакцинирани граѓани под притисок на економските параметри за туристичката сезона ќе ги натера тој став да го ревидираат и да го подкрепат ставот на СЗО која вели дека сите вакцини се добри и секоја дозволува заштита доволна да се спречи понатамошно пренесување на вирус. И додека Европа веќе ги договори и дигиталните зелени сертификати со кои може да се патува во Унијата летово, кај нас туристичките работници молат да бидат вакцинирани. Ние до владата, до Министерството за економија уште пред повеќе од месец дена имаме пуштено барање да на прв план, како и во другите соседни држави, меѓу првите привилегираните, да не речам, граѓани се вакцинира туристичките работници, значи посебно хотелерите, туристичките агенции, превозниците, шоферите на туристички автобуси. Еве ние сега че имаме проблем и да имаме група за Грција, шофери неаме со вакцини, значи треба да се тестираат, па секој оде и не тестира и не, тоа е и проблематично и со пари, и со време, со се. Во меѓувреме, министрите се вакцинираат, а владата има набавено и ПСР тестови за итни патувања. Граѓаните кои што чекаат на вакцини или примиле некоја од тие што не се признаени, очигледно се двојно дискриминирани, еднаш од земјите членки на Унијата и втор пат во својата земја. Тоа е нешто што заслужува од една страна и медицинска, односно епидемиолошка анализа. Видовме многу примери различни сега во изминатиот период на различна форма на рестрикција во рамките на една земја и на различни форми на рестрикција и барања за граничните премини, кои што никако не се реперкуираше реално на епидемиолошката ситуација. Односно, имаше барање за ПСР тестови многу од околните земји, во некои други, вклучително и кај нас не, а имавме иста епидемиолошка слика без разлика на таа рестрикција. Истите бранови, истиот почеток, истото плото, сега истото. Така да, тоа баре на епидемиолошка анализа, дали тоа има навистина некаква вредност, но е легитимно право на секоја влада за тоа да одлучува. Арсовски смета дека секоја земја ќе си носи собствена одлука за ова прашање, пред се заради економскиот момент. Меѓутоа, мислам дека веќе во првата фаза некои земји членки од ЕУ, како например Грција, мислам дека тоа ќе го следи и Бугарија, дека тој пример ќе го следат повеќе земји, не само во ЕУ, Турција, например, и така натаму, веќе на почетокот ќе дозволат патување со било која вакцина. Оние земји кои ќе го сторат тоа ќе бидат далеку понапред од другите во привлекувањето на туристите и во враќањето на нормалната економска активност во нивните земји. Така што очекувам тоа првенствено да бидат земјите од медитеранскиот регион, Италија, Франција, Шпанија, Португалија и така натаму. А Австрија веќе најави дека размислува за една таква политика.
Така што јас мислам дека е неминовно земјите да ја ревидираат, да донесат своја сопствена одлука околу тоа кои граѓаните ги пуштаат или не. И не само вакцините, во сето ова голема улога игра и епидемиолошката состојба во земјата, а Македонија се уште важи за ризична земја поради големиот број на заразени изминатиот период и големата смртност од ковид. Вакцините против ковид се пред се за лична заштита и ставање на пандемијата под контрола, но политиката на признавање и непризнавање, борбата на фармацевскиот пазар, стави многу луѓе во подредена положба без можност за патување. Mr. Ambassador, you know there is a big disappointment and concern at some part of the public, of the Macedonian public, citizens, regarding the vaccines. Some of them, Russian and Chinese vaccines, are forbidden in the European countries. Exception are Greece and Bulgaria. So my question is whether these rules will be changed because citizens define those rules as discriminatory rules. Well, thanks very much for the question, Diana. I'm not sure about the phrase vaccines being forbidden. Yesterday, the member states agreed to update the approach to travel from outside of the European Union into the European Union. The Council decided to recommend that member states ease some of the current restrictions in place regarding non-essential travel. And the good news is that this recommendation from the Council, as I said, it's about easing restrictions for non-essential travel, not the imposition of new restrictions. And there are two aspects here. First of all, the Council is basically recommending to member states that easing could take place for non-essential travel for those who've been fully vaccinated with a European Medicines Agency vaccine, authorized vaccine, and that this could be extended to vaccines which have completed the WHO emergency use listing process. And secondly, the proposals address a situation where the epidemiological situation on the ground in countries outside of the European Union improves, making it easier to include those countries on a list of countries where, because the situation is good, they are no longer subject to COVID-19 travel restrictions for all travelers, regardless of vaccines. So, apart from the importance of vaccinating yourself for health reasons, people in North Macedonia should continue to get vaccinated. They will certainly not find themselves in a worse situation than they are in present. On the contrary, if they've completed vaccinations of EMA-approved vaccines, and most likely WHO emergency use listed vaccines, they should be able to rely on these for non-essential travel to the European Union, to European Union member states. Just a couple of caveats here. I mean, these are recommendations to the member states. It's for the member states to implement them and decide how they're going to implement them. Secondly, the agreement is not about lifting all restrictions. So you always need to check before traveling, as some provisions related to testing and quarantine may stay in place. And then last of all, as we've seen with this pandemic, of course, it's a developing situation. The discussion is continuing, and the Commission is continuing to work with the European Union member states with the aim of ensuring a transparent, coordinated and consistent European management of the common external border of the Union during the COVID-19 pandemic. Yes, when I said they are forbidden, I wanted to say they are not accepted, but it's the same policy, forbidden and accepted. That's why. And Austria, you said, I don't know who forbid the vaccines, and Austria, for example, said that they are not accepting Sputnik and Chinese vaccines.
There's the problem. Yeah, I think I was trying to come in here on the to be clear about what the new discussions have been in Brussels and about how that affects entry into the European Union. We didn't have a choice. There is a reason why we were vaccinated with Sputnik and Chinese vaccines. And people are afraid that you, as European Union, think that people are pro-Russian or pro-Chinese. They're not democratic. Without democratic values, they're not accepting democratic values of the European Union. And those vaccines are not accepted from the relevant EU countries and agencies, like you mentioned, EMA. Look, it's important to get vaccinated, and there's no politics about this. It's absolutely essential. It's in the interests of everyone. It's the best way that we can exit from this pandemic together. What we're talking about here is entry into the European Union and decisions that have been taken now involving recommendations to make life easier, to lift some of the restrictions. And those would include this recommendation that where you have an EMA approved vaccination, then those conditions can be lifted. And also there is the expectation that these may also apply to WHO emergency use listed vaccines. Yes. Some of the Macedonian politicians were vaccinated with Chinese vaccines, some of them with Russian, some of them with Pfizer. Some of the journalists were vaccinated strictly with Sputnik. There was no choice, of course. That was our option. What will happen now? Is it forbidden? The question is for the citizens, for the people who want to travel, of course, privately or officially, because of the work, etc. People think that politicians will have some kind of priority, despite which vaccines they choose. Well, you have to distinguish between travel for essential purposes and non-essential travel. Travel for essential purposes has continued, and of course, you should always check as you're going to a European Union member state. You should check what the conditions are. But that continues and is unaffected by this decision that was taken yesterday. Here we're talking about travel for non-essential purposes. Yes. Again, what the goal here is to try and make it easier by lifting some of those restrictions for those who've been, I should say, fully vaccinated with an EMA authorized vaccine, and this could be extended also to vaccines that have completed this WHO emergency use listing process. So this is the approach that was discussed, and again, as I say, the goal is to make life easier, not to add new conditions. Yes, but EMA, you mentioned those vaccines would be extended, the list. Is there any guarantee for that? So it's a recommendation to the member states that they should, where people have been fully vaccinated on the basis of vaccines which are EMA approved, that those restrictions should be lifted for non-essential travel. Some restrictions should be lifted for non-essential travel, and this could be extended to WHO emergency use listed vaccines as well. So we have to wait, Mr. Ambassador, and see what will happen. Well, I think this is a developing situation. What the message is a positive message, because we're talking about making conditions easier for non-essential travel. So this is a welcome and positive direction, but of course, always important to check before you're considering travel what the conditions are in the individual member states. Thank you very much for this interview, Mr. Ambassador. Thank you very much.
Киријас, многу од граѓаните се чувствуваат дискриминирани, незадоволни, заради тоа што има еден вид на, сметаат тие, неправедна политика, не можат да патуваат, се работи за оние несуштествени патувања што се нарекуваат или патувања за туризам. За сите земји членки во ЕУ не важат исти правила и од тука не може да се патува во сите земји членки на ЕУ доколку се немаат соодветните вакцини кои се признаени од Европската агенција за лекови. Тоа чувство е апсолутно точно и не може да се оспори, би било нелогично да се доведува во прашање. Имено треба да се знае дека чувствата се помешани дури во Европската Унија. Доцна синоќа, после 3 месеци разговори, Европската Унија донесе внатрешна регулатива за воспоставување на тие така наречени ЕУ дигитални ковид сертификати, кои што комисијата во почетокот ги нарече зелени дигитални сертификати, се со цел да се отворат границите внатре во Европската Унија за да продолжи слободното движење на луѓето. Тоа што беше од исклучителна важност за голем број на земји членки, особено оние на југот, чија што економија зависи од туризмот. Доколку оваа туристичка сезона би пропаднала без туристи од останатиот дел на Европската Унија, тоа ќе биде крах за земјите од југот на Европа претежно. И затоа тие најмногу се бореа за оваа, како што во Брисел не рекуваат, рекордно брза одлука за 3 месеци да биде донесена. Значи, замислете, европските граѓани се чудат, 3 месеци им требаше на европските институции да се договорат за една обична работа како што е дигитален сертификат, кој што ќе се употребува за преминување на границите во Европската Унија. Сега, ако е така во Европската Унија, можам да замислам како има на оние граѓани кои што се на Западниот Балкан, па и на македонците, кои што ќе бидат навистина одвоени во посебна категорија, односно ќе бидат дискриминирани, убаво кажа, бидејќи немаат примерно соодветна вакцина. Се ќе биде оставено на волјата на земјите членки, кои што може да одлучат дали ќе прифатат одредена вакцина или не. И тука на прво место ќе мора да дојде нашата дипломатија. Прво, да ургира кај Брисел, ако може за земјите од Балкан и за Македонија, затоа што сами нема да не третираат, меѓутоа за земјите од Балкан да се направи исклучок, односно да се прифатат сите вакцини за граѓаните на Западниот Балкан, дали се тоа од руско, западноевропско, американско или кинеско производство. И број 2, македонската дипломатија да се растрча таму каде што има амбасади, каде што има директни представници, да се направат билатерални договори. Видовме дека активноста на министерот во Атина, во Софија донесе позитивни резултати. Тие билатерално ќе ги прифатат нашите сертификати, но мора да се притисне затоа што нема смисла македонците, ај што беа изолирани минатата година, затворени во гето од ЕУ, сега пак да бидат дискриминирани со сертификатите. Киријас, дали тие сертификати, COVID сертификати ќе бидат еднакви, идентични за земјите членки на ЕУ и за Македонија која се уште не е членка? Тоа беше така предвидено, меѓутоа дознавме синоќа дека нема да биде. Во Европската Унија сертификатот, односно тој дигитален QR код ќе биде или само за една вакцина, или за антитела, или за PCR тест. Додека за македонските граѓани ќе се бара целосна, ефективна вакцинација, односно да поминат 2 недели по вакцините. Повторна дискриминација, повторно раздвојување не е добро, треба да се размисли од македонска страна, евентуално за реципроцитет. Тоа не е чудно, тоа не е невообичаено во светски рамки, или да се побара од Европската Унија да има адекватен и еднаков прифат на македонските граѓани. Ви благодарам, Киријас, за овој разговор. Благодарам.